Минути резервирани за првиот разговор предвиден за ова денешно издание на Македонија на утро. Фестивалот на креативен документарен филм Македокс за денеска 6 и утре 7 мај го организира вториот Македокс кино викенд. За тоа што ќе се случува во текот на овој кино викенд, деталите ќе ги дознаеме утрово од нашите први гости. Добро утро велам за Магда Орѓанска и Тони Димков. Добро утро. Како сте утрово, како добар домаќин? Ајде да ве прашам. Па еве полека се расонуваме, почнуваме денот да го фаќаме како што треба. Ова не е прва обврска во текот на денот, а секако понатаму ќе видиме до кај ќе стигнеме до таму. Така, ова е втор кино викенд кој што го организирате, што е она што во овој втор кино викенд ќе го види публиката. Втор кино викенд на фестивалот на креативен филм, документарен филм Македокс. Тргнавме со една идеја пред месец и пол да не останеме само на тоа што се случува во текот на 7 фестивалски дена, што секоја година претходните 6 години во Крушумлијан беше во јуни. Одлучивме да филмовите кои што ги носиме на фестивалот некако да ги распределиме во текот на годината. Значи тоа беше иницијалната поента на Македокс кино викендите. Првиот кино викенд протече со 4 филма, овој пат одлучивме малку да ја скратиме програмата филмска, меѓутоа да дадеме повеќе можност на публиката меѓу себе и да се дружи, меѓутоа и да дискутира за филмовите. И затоа овој викенд, практично вечерва и утре вечер, 6 и 7 мај, во Киното Култура, ќе проектираме два филма, два документарни филма, кои што веќе биле дел од програмата на фестивалот Македокс. Станува збор за филмовите Синема Комунисто и Опасни акти. Сега, она што интересно е дека се погриживте да има и добра забава за сите оние кои што ќе бидат таму. Во соопштенијата прочитав винил игранката. Што тоа значи? Па винил игранката е едно дополнување, значи, на самата проекција што ќе се одвива во Кинокултура, односно, како што и самиот наслов кажува, игранка со плочи, една по-ретро видна забава, во кој што присутните кои што ќе дојдат слободно можат да си донесат своја плоча, која што можеби ето диџејот ќе сака да им ја пушти, па ќе уживаат во атмосферата што се надеваме дека ќе се создаде после проекциите. Знаете, обично во последно време, значи сите се научени да музиката ја пуштат или од компјутер, или од USB, или портабл, некој хард диск носат. Практично ова е враќање на едни времења за кои што зборува практично и првиот филм. Значи тоа е филм кој што е посветен на, зборувам за Синема Комунисто, филм кој што е посветен за личниот кинематографер на Тито, кој што со него живеел, кој што со него бил и дење и ноќе, затоа што Тито знаел усредна ноќ да стане и да побара филм, и кинематограферот му го пуштал филмот, односно бил тој кој што ракува со апаратурата за пуштање на филмовите, бидејќи и тоа било комплицирано, денеска и тоа е поедноставено со DCP-ата. Така што филмот враќа во едно времето кога Бата Живоиновиќ бил најпозната звезда во кина, и да не ги бројам се сите тие успеси на тогашниот југословенски филм, зборувајќи пред се за тие, нели, партизански филмови кои што неминовно биле значајни во тоа време. Со тоа што од филмолошки аспект, значи го имаме филмот, меѓутоа од друга страна во смисла на враќање кон едно време, еден ритуал. Еве лично јас се сеќавам дека пред 20 години немаше журка без винилна плоча, затоа што и немаше како поинаку да ја направи журката, и тоа беа носења цели пакети плочи, па грамофони, инсталирање, миксети. Значи, тој дух би сакале да после проекцијата на филмот го некако инсталираме и во Киното Култура, кое што пак си има своја историја. Постарите генерации знаат дека, да речеме, порано сите премиерни филмови на македонски филмови се одвивале токму во Киното Култура. Така што се обидуваме да го вратиме тој ритуал на одење во кино. Сега, кога веќе се враќаме назад низ времето, јас ќе морам да ја вратам во 2010 година, кога се случи Македокс. Која беше целта за да се роди приказната за Македокс? Па, еве, јас би се надоврзала на ова прашање, бидејќи имав можност да бидам таму од првото издание, значи од 2010 година. Јас влегов со своји 18 години и тогаш ми изгледаше како една многу интересна, нова, свежа иницијатива во скопскиот културен живот, а понатаму, нели, тоа се расшири и во едни пошироки рамки. Целта првично
беше значи да се промовира еден поинаков тип на документаристика, тоа е креативниот документарен филм, значи да и се понуди на македонската публика еден поразличен пристап кон документарните филмови, да се разбие на верување кое што најчесто циркулира дека нели документарниот филм е нешто долго, досадно, односно репортажно, нели кое што ретко кој сака да го гледа. Така што таа иницијатива понатаму се расшири во една мултиплатформа, каква што е денеска Сдруженијето за промоција на документаристика Македокс. Во контекст на ова гледа Македонија документарни филмови? Значи, токму тоа е една од целите на фестивалот, да на некој начин се поттикне љубов кон документарните филмови, бидејќи ако гледаме и глобално во таа филмолошка смисла, значи документарните филмови веќе почнаа да добиваат награди во Венеција, во Кан, значи се поголем престиж добиваат, нели, и за наградите Оскар. Значи станува збор за еден сериозен жанр кој што едноставно, значи, треба да го добие своето вистинско место наспроти она хиперпродукција на холивудски филмови кои што, нели, најчесто се прават заради некаква забава, некаков ентертејмент, нели, што го викаат. Така што интересот особено кај помладите генерации расте и тоа е нели еден предизвик да ние носиме што е можно поактуелни филмови, бидејќи креативните документарци на некој начин го отсликуваат животот и општеството во кое што денес живееме. Иако, да речеме, дел од тие документарци се поврзани со конкретни настани, меѓутоа самиот чин на создавање на креативен документарец некогаш може да трае 5 па и 10 години, за на крајот, нели, режисерот односно таму има автори на филмови, авторот откако ќе заклучи дека ја завршил приказната со главниот протагонист што го одбрал или тема што е одбрал за документарецот, откако тој ќе заклучи дека е завршена темата, тогаш го финализира филмот. Така што не можеме да ги споредуваме играните и документарните филмови, меѓутоа во однос на тоа што документарниот филм значи во сегашната, нели, состојба на живење на општеството, глобално зборувам, е еден презент на тоа што се случува во светот. Тони, пред малку го спомена кинокултура. Порано кината биле статусен символ, значило многу да се отиде во кино. Каква е денеска ситуацијата? Мислам дека и денеска, значи, дигиталната технологија од една страна покрај тоа што донесе олеснување, нели, на комуникацијата, предизвика некакво враќање повторно кон киното, затоа што сепак, нели, 3D, surround и такви работи, тоа се технолошки придобивки кои што едноставно луѓето сакаат да ги почувствуваат. Во времето на моно и на стерео, кога имавме само 2 канали, и денешното, нели, мултиканално прикажување на тонско прикажување на филмовите, кое што буквално те става во центарот на случувањата, те внесува внатре во, условно кажено, платното, значи е чувство кое што едноставно луѓето сакаат да го доживеат и токму и тоа и се случува, нели, во актуелните кина и во Скопје, нели, мислам и на Милениум и на Синеплекс, така што дигиталната технологија е таа што ги врати луѓето. А во однос на естетската димензија на филмовите, исто тука технологијата има голем удел, меѓутоа јас лично не сум многу склон кон премногу користење на визуелни ефекти во новите филмови. Кино викендот на Македокс е само една од оние активности кои што се работат во текот на годините, преку какви се други активности ги реализирате своите цели и она што е многу важно да кажеме дека веќе се подготвувате и за новото издание на фестивалот. Има нов датум. Да, така, значи јас прво би започнала со новиот датум оваа година. Значи, за разлика од претходните 6 години, во кои што фестивалот се одржуваше во текот на јуни, во средината на јуни, овој пат македонската публика ќе може да го проследи фестивалот во месецот август. Значи, датумот е од 20 до 26 август 2016 година. Така што и во оваа 7 година, 7 издание, имаме една мала промена во датумот, најмногу поради временските услови кои што се помалку не служат, има премногу дождови, а знаете дека имаме отворено кино.
Освен фестивалот, како што споменавте, Македокс е една, како што реков, мултиплатформа која што е активна на повеќе полиња. Значи, тука е патувачкото кино, кое што исто така оваа година има друг датум, ќе биде во јули, наместо во август, како што беше порано. Некаде од 10 до 28 јули. Патувачкото кино е промоција на овој тип на креативни документарни филмови во останатите делови на Македонија. Притежно, значи, се патува, нашиот патувачки филмски караван оди по силата во одреден регион од Македонија кој што е зацртан за тоа конкретно издание. И, значи, децентрализација малку на културниот живот кој што е претежно лоциран во Скопје. Освен патувачкото кино, вреди да се спомене и проектот во областа на образованието. Тоа не е Македокс во училница, преку кој што се обучуваат наставници во средното образование, кои предаваат социологија и граѓанско образование, како да користат документарни филмови, како да ги имплементираат истите во својата настава, што се покажа многу полезно и за нив, и за учениците. Со текот на времето, меѓу другото, имаме и дистрибуција на филмови и партнерства со документарните фестивали и здруженија за документаристика од Балканов. И во принцип тоа е тоа. Активни сте, оно што е најважно, активни сте во текот на целата година. Немаме многу време, тони треба вестите да почнат, само накратко ајде за крај разговор да ги поканиме сите оние кои што сака да бидат дел од овој втор киновикенд на Македокс. Еве, веќе ги поканивте вие, а јас ви благодарам што вие редовно не следите и со патувачкото кино, и со фестивалот Македокс, еве што остваруваме соработка и со во однос на Македокс кино викендите, така што благодарам на македонската телевизија што редовно го следи Македокс. Ви благодарам што одговоривте на нашата покана. Ќе се видиме повторно, ќе закажеме повторна средба затоа што има многу за што да се говори кога станува збор за Македокс.